Меѓутоа, во таа смисла, ми се чини дека ние како држава не правиме доволно. Пандев, дали сме загрозени, како сме загрозени од политичката пенетрација околу јазикот и националноста? Па видите, некогаш има теми што не оптоваруваат. Меѓутоа, од друга страна, постои она што се нарекува токму во овие ситуации отпор кон загрозувањето, и тој отпор мислам дека во Македонија јасно се чувствува токму, да речеме, и на еден ваков начин. Јас само да ви спомнам дека ние до пред 20 години имавме само еден медиум, денес имаме повеќе. Вие сте вториот медиум во Македонија. Меѓутоа, токму таа бројност на употреба на македонскиот јазик преку медиумите, независно дали е секогаш целосно коректна, бидејќи постојат некогаш и, би рекле, мали утки, мали пропусти кои што може да се надополнат. Што значи дека таа голема употреба на македонскиот јазик, експанзијата на македонскиот јазик токму преку етерот е едно од основните, би рекле, оружја на македонскиот народ. Јас само ќе ви спомнам, да речеме, ние во основа сепак сме историчари, диалектолози. Јас сум шетал на времето доста, не само во Грција, во Албанија, во, да речеме, во Бугарија. Едно време прашував македонци по потекло од Егејска Македонија и по потекло од Пиринска Македонија. Добро, викам, вие го знаете вашиот диалект? Вика, добро, каде го знаете македонскиот литературен јазик, кога никогаш не сте биле во Македонија? Се разбирливо, јас сум се чудел и тие ми викат, па преку радио, вика. Ние секој ден слушаме радио Скопје. И токму тој начин, тоа слушање, некогаш дори ако кога може да си го вратам филмот назад, ќе видев дека некогаш таа желба да се научи јазикот бара и следење на медиуми, читање, едноставно читање на книги. Како граѓани, не како лингвисти. Само дополнување на ова од Пандев што го кажа, значи имавме ние случаи кога децата се описменуваат на кирилица, токму преку медиумите, гледајќи Бушева азбука. И мислам, тоа е посилно и од сите власти и од сите политики што се водат во тие земји. Има ли однос кон заштита на македонскиот литературен јазик? Ве нервираат ли, например, еве сега како граѓани, тоа што ми како лингвисти, ве нервираат ли, например, непознавањето, акцентолошките грешки на политичарите кои не знаат да говорат литературен јазик, новинарите кои не знаат да го стават акцентот на право и вистинско место, кои значат искривоколчување на литературните вредности? Или исто така сакам да ве прашам, дали е дозволен сленгот, како би рекле, говорен јазик кој се повеќе станува препознатив белег за младата генерација? Па сленгот, знаете, по дефиниција се е ограничен одредена популација. Да. По самата дефиниција, нели? Значи, сите ние во одреден период од нашиот живот сме зборувале така. Да не се лажеме, нели? Меѓутоа, важно е да се знае, да се познава добро литературниот јазик и таму каде што треба да се употребува. Вие дома можете да зборувате на диалект, ама не тука. Јавно, во медиум, нели, и така натаму. Значи, што прашавте за заштита на македонскиот јазик. Значи, постои закон за примена за употреба на македонскиот јазик. Професор Пандев е председател на Советот за македонски јазик во Министерството за култура. Таму има и комисија за полагање на лекторски испити, односно нешто како државен испит за нашите студенти. Потоа, според тој закон, Министерството за култура има своји механизми како го спроведува во однос на употребата на македонскиот јазик и во тој поглед се прави нешто, не дека не се прави. Пандев, еден само критичен, зашто еднаш не реагирате дека нема ниту една телевизија која, освен македонска телевизија која има свој историјат, која има лектор? А зашто мислите дека не сме реагирале? Например, сме инсистирале лекторите да бидат застапени во сите медиумски куќи, да речеме ние ги имаме сите податоци, која куќа нема, меѓутоа за тоа постојат секако податоци, исто да речеме како што постојат книги, податоци кои книги не се лекторирани, кои издавачи не лекторираат книги, понатаму на кој начин, тоа е сепак една огромна дејност, која што секако би рекле и Министерството за култура се води со одветна грижа. Постојат, да речеме, инспекцијски служби, ја знам, да речеме, примери кои што знам дека се разгледувани, бидејќи може да биде некогаш погрешен и насловот на книгата. Со оглед што јас сум се занимавал и со таа дејност, знам дека најмногу грешки може да се направат на корицата на книгата, меѓутоа и лекторот мора да ја види
таа книга. Во основа, самите медиуми понекогаш нам ни овозможуваат дали ќе ги гледаме или не, дали ќе нешто ќе прифатиме или не. Ако имаме толку голем број медиуми, дали се сите прифатени точно од која популација? Некогаш токму, би рекле, и убавината на јазикот може да биде причина некоја емисија да биде гледана. Ако еден новинар, да речеме, Пелтеч, јас веднаш ќе свртам таа програма, што не значи дека по неколку дена повторно ќе го видам, бидејќи некој друг реагирал. Може би го отишол на логопед. Логопед научил и така натаму. Мои гости вечерва се Снежана Велковска, Димитар Пандев, експерти и лингвисти на Университетот во Скопје. Враќам на една тема која му додава нотка на политизација на зачување на македонскиот јазик и идентитет. Деновија Ману излезе со еден одговор сврзан на реакцијата на прогрчките университетски професори од САД и Канада, со кои се брани македонскиот јазик и идентитет. Она што е формулација дека Македонија е стварност и дека еден народ има право на самоопределување за својот јазик е веројатно клучната точка на пораката од Ману во однос на овој грчко-македонски спор. Дали вас како експерти, било кој досега, 15 години трае грчко-македонскиот спор, едно 5 години назад се вртат овие дилеми, години и пол назад ние го вративме прашањето на јазикот и на идентитетот. Дали некој го слуша вашиот глас, дали вие имате некакво писание кое може да представува на одреден начин основа за некаква преговарачка стратегија? Во тоа смисла мислам дека државата недоволно ги искористува кадрите што ги создава, нели? Тоа се професорите од филолошкиот факултет и ние во Институтот за македонски јазик. Значи, сметам дека треба повеќе да не употреби, да не искористи така натаму, бидејќи сепак ние ги проучуваме тие материјали и така натаму и сме најповикани да кажеме како е нешто или не е. Сега зашто конкретно дали имате конекција, дали имате писание кое например што го ставиле на нашите преговарачи или на владата или на нашата дипломатија? Колку што знам, колешки мој од Институтот за македонски јазик учествувале во некои такви експертски средби, меѓутоа колку нивниот глас е слушнал, тоа е друга работа. Бидејќи за сите ние наши прашања што ги разгледуваме, ви ова дел од вие сега што ми ги поставувате прашањата за медиумите, за лекторите, сето тоа е објавено, напишано, кажано, ние сме имале дискусии, трибини, дебати и така натаму во институтот, на факултетот. Панде, дали вас го слушаат вашиот глас? Видете, најеминентните лингвисти. Прво да спомнеме дека самиот поим универзитетски професор значи институција. Јас сум пишувал доста на овие теми во весниците, во секој поглед, например, имам научни статии што се објавувани во списанија, имам книги, тие книги секако ги објавува во Министерството, некои други, би рекле институции што се задолжени за тоа. Ние како македонисти и воопшто како македонска наука за јазикот сме го кажале тој својот збор. Разбирливо дека не е се до науката. Ние како наука стоиме за сето она што го кажуваме, само да спомнам дека во македонската наука и како македонисти не се подразбираат само македонци македонисти, туку има и голем број странци македонисти кои што пишуваат за македонскиот јазик, ние со нив и сме соработувале, преку нив може ли да се чуе македонскиот јазик во светот. Јас не сакам да спомнам дека дури сето она што сме го постигнале, а ние ако не се критикуваме премногу, за овие години сепак сме постигнале нешто. Во основа сме зачувале добар дел од нашиот идентитет, нашиот јазик сепак се слуша во светот. Јас само ќе ви спомнам, бидејќи јас ги забележувам тие податоци, пред некое време спомна за една светска радиостаница и телевизиска станица нема да емитува повеќе програма на македонски јазик, меѓутоа таа емитува и понатаму, што значи нашла свој интерес во сето тоа. Добар дел и од сето она што сме го постигнале, например, и што голем број земји не признале како Република Македонија, меѓу другото е и заслуга на добар дел од
нашата наука, политика, од универзитетските професори, ние сме имали контакти со голем број научници кои што го признавале македонскиот јазик, кои што ја признавале Македонија. Јас само ќе ви спомнам дека најголемите светски имиња биле во Македонија. Да речеме, 62-та година на еден конгрес во Охрид бил присутен лично Роман Јакобсон, еден од најголемите лингвисти на 20-тиот век, и тој веднаш за Охридската школа напиша македонска школа, иако таа во науката е заведена како Охридска школа. Разбирливо, овдека доаѓале голем број светски научници, јас ќе го спомнам Анре Мартине, кој што, да речеме, седел во амфитеатарот на Филолошкиот факултет и држал предавања, значи видни лингвисти, така што ние не сме постигнале малку, во основа сме постигнале многу. А, разбирливо, ние имаме непријатели кои што не го почитуваат секогаш она што ќе го кажеме. Некогаш се вели, не е тоа доволно. Ние, да речеме, имаме се она што има еден јазик по сите стандарди на социолингвистиката, бидејќи таа како сериозна наука изградила своји поставки, што треба да има еден јазик. Има да има граматика, македонскиот јазик има граматика, да има толковен речник. Имаме толковен речник, ние сме имали и предходно еден речник што 50% бил толковен речник на македонскиот јазик. Сето имали српско-хрватски толкувања, но тоа не е негова, би рекле, целосна определба, што значи во науката е постигнато многу, и би рекол не само во науката за македонскиот јазик, и во науката за македонскиот јазик, за македонската филологија, за македонската историја, голем број прашања се решени. Тие прашања нам на сите ни се познати, тие прашања им се познати дури и на странците македонисти. Јас само ќе спомнам дека некогаш странците македонисти многу подобро ја знаат историјата на Македонија и пообјективно ја гледаат. Кога велам историјата, тука го имам предвид и македонскиот јазик, историјата на македонскиот јазик, повеќе ја знаат и диалектологијата на македонскиот јазик. Јас само ќе ви спомнам дека истражувањата на Владимир Шпјанка за топономастиката во Охридско-Преспанскиот регион и денес е една од врвните студии. Тоа е, значи, еден странец што, би рекле, соранец на плеки, исто како што и повеќе пољаци соранци на плеки ја прошетале не само Македонија, туку би рекле и пошироко јужнословенскиот ареал и така натаму. Доколку паде на крајот од денешната дебата околу македонскиот јазик, неговата исконска поврзаност со македонската нација и со идентитетот, прашувам дали постои отворен и притаен страф или притисок од Бугарија и од Грција дека македонскиот јазик е сепак белек и на малцинствата кои живеат во нивните држави. Па од тука на оден начин да се врши притисок на истиснување на македонскиот јазик како белек на идентитет на еден народ. Па тоа е познато особено и во едната и во другата земја е познато тие како го забранувале, дури има и книга Забранетиот јазик, нели, така натаму, како го забранувале македонскиот јазик, какви се мерки преземале невидени, нечовештини, нели, правеле, ако чуеле дека се зборува македонскиот јазик, абецедарот во Грција објавен, па потоа забранет и така натаму. Еве сега повторно, нели, се објавуваше абецедарот, нели, од 30 и која година беше? 25-та. Така, Друштво на народите. Друштво на народите го објавува абецедарот за да учат децата во Егејска Македонија на македонски јазик. Меѓутоа, тоа било забрането, запалено, со невидени репресалии спрема луѓето што зборувале македонски, меѓутоа сепак говорот се одржа. И ден денес се одржал. Еве ние толку години, како што ви кажав, и ова за Албанија, села во кои биле прогласени за албански, таму има дел и исламизирано македонско население, меѓутоа тие во своите семејства го чуваат јазикот и тоа е има нивна традиција и не можете од тоа да ги одучите без разлика како ќе ги именувате. Андер? Како ќе ги именувате? Јас ќе ви наведам неколку